Од тестовите број 8, 9 и 10 ќе разгледаме прашањето број 6 од 4 тематски тест за 8 одделение. Од тестот 8 прашањето. Апотема на правилна пирамида е висината на триаголникот од зидот на пирамидата. Висината на триаголникот од обвивката на пирамидата, на било кој од триаголници. Прашање од тестот 9. Постои пирамида при која сите зидови се складни триаголници. Колку зидови има таква пирамида? Штом се работи за триаголна пирамида, зидови вкупно има 4. Како се вика таква пирамида? Таква пирамида се вика тетраедер и тоа правилен тетраедер. Секоја тристрана пирамида се вика тетраедер, а штом зидовите се складни е правилен тетраедер. Од тест 10. Значи имаме прво еден приказ во 3D, да го погледнеме него. Се работи за четириаголна, правилна четириаголна пирамида. Тогаш основата е правилен четириаголник, тоа е квадратот. Тоа е врвот на пирамидата. Обично се бележи со буквата S. Апотема на правилен триаголник од тестот број 8. Можеме сега да погледнеме. Тоа е, ајде ќе повлечам да видите. Растојанието од врвот до основата, до работна основата на секој од тие триаголници. Ова е таа апотема. Можеме да избришеме да не ни смета. Еве пирамидата, правилна четириаголна пирамида. И ова точка не ми треба. Прашањето се однесува на тоа што е диагонален пресек на пирамида. Диагонален пресек на пирамида е пресекот што ќе се добие со пирамида со рамнина која е определена со врвот и една од диагоналите на основата. Диагонала на четириаголник на квадрат во овој случај е BD. Еден диагонален пресек е тој. Бидејќи имаме две диагонали на основата, диагонала AC, другиот диагонален пресек е овој прикажан со црвено. Значи имаме два диагонални пресеци кај правилната четириаголна пирамида. Какви се тие меѓу себе? Од кој вид се тие? Тие се триаголници и уште се складни триаголници. Да го побараме сега прашањето. Да. Колку диагонални пресеци има правилна четириаголна пирамида? Под А и под Б, како вид фигури се тие? Одговор, под А. 2, тие се триаголници и тоа складни рамнокраки триаголници. Сите прашања од тестовите 8, 9 и 10, шестите прашања носе по 5 поени. Ги разгледавме сите прашања, благодарам на вашето